Започна истрагата за 11 мината од СДСМ Штип за протестите во февруари. Општинските буџети на истокот во минус за речиси 4 милиони евра. Сите општини не можеа да вршат оваа продажба на земјиште. Договорот од пред 100 години во Букурешт се уште ја демне македонската иднина. Се бориме за опстанок на македонците. Признанието 8 ноември годинава ќе го добијат четворица штипјани: Драги Миладинов, Златко Стојменов, Кирил Цатков и посхумно Душан Љубисављевиќ. Јавниот инвентар повторно мета на несовесни, овој пат уништени кошови во населбата Железничка. Каде околу 100.000 денари. Срекната трафика во Делчево устреки семејство со 50.000 евра. А сега моментално за 50 денари уплати. Започна истрагата за опозицијските протести на 28 февруари пред зградата на Штипската полиција. Полицијата за правообвината ја насочи пратеничката Билјана Казанџиска, која пред истражниот судија Ацо Тасев веќе се појави. Се работи за посериозно обвинение според мое видување. Се работи за обвинение по членот 383 ставот 2 од Кривичниот законник. Решивме да го користиме правото на адвокат и искав да дадеме единствено пред адвокат. На списокот на обвинети се наоѓаат уште десетина членови на СДСМ. Кои се и зашто тие се обвинети? Купно се 11, сите се луѓе, членови, активисти на СДСМ. За имињата, мислам дека кога ќе ги даваат исказите пред истражен, тогаш ќе видите. Меѓу обвинетите сме јас и кандидатот за градоначалник градско пост. Со оглед на тоа дека се започна од политички протест, како Казанџиска гледа на целото обвинение и случајот? Се работи за политички монтиран и мотивиран случај, и помислат дека на овој начин ќе не замолчат или дека ќе ни пратат порака дека треба да молчам за сите оние случувања во државата и за сите овие кражби што се случуваат, нема да ме замолчат. Јас не се плашам, јас сум тука, ќе се појавам пред истражен судија, ќе си дадам исказ и ќе видиме на понатаму како ќе се развиваат настаните. Иако на почетокот за овој случај имаше различни толкувања, сега од СДСМ велат дека за исходот на овој случај се крајно загрижени. Најавуваат тим од најмалку 4 адвокати кои треба да ги застапуваат нивните членови во истражната постапка, а евентуално и потоа. Буџетите на 11 општини во источниот регион мораат да доживеат ребаланс. Сите заедно тие годинава се пократки за речиси 4 милиони евра. Очекувано, најголема празнина од 1,3 милиони евра покажа најголемиот буџетот на општина Штип, што е околу 8% од предвидената проекција. Веднаш зад него е дефицитот на буџетски приходи на општина Кочани, каде годинава ќе има над 680.000 евра помалку од предвидените. Идентично се случува и во Пробиштип, кој ќе крпи дупка од околу 350.000 и Виница за 170.000 евра. Истите постапки се спроведуваат и во останатите општини, поради што веќе е известно, буџетите во источниот регион ќе бидат пократки за речиси 4 милиони евра. Со датумот на објавување на изборите почна всушност забраната за продажба на земјиште собственост на Република Македонија. Со самото тоа, еден подолг период, сите општини не можеа да вршат оваа продажба на земјиште. Тоа се и рефлектираше потоа и на барањата за одобрение за градба, па на надоместокот за уредување на градено земјиште. Значи сето ова секако влијаеше за намалување на приходите. Без оглед на образложението, ова се пари кои веќе пореметуваат многу сметки. Доаѓа ли во прашање функционирањето и каде општините ќе кратат? Не смееме да бидеме на некој начин несериозни према граѓаните на Штип. Овој град заслужува одговорна општинска администрација, заслужува одговорен градоначалник. И со нашата посветеност и работење ние нема да дозволиме да ни еден сегмент во овој град не функционира. Всушност буџетот колкав толкав е да го навистина насочиме и усмериме во секој негов сегмент
за она што значат животни потреби за граѓаните. Нормално дека ќе има и има одредени крапења во одредени сегменти, меѓутоа тоа секако дека нема да биде на штета на граѓаните и на штета на одредени капитални и значајни проекти кои што ние сме ги како општина зацртале. Инаку, за буџетите во регионот лани беа предвидени околу 45 милиони евра. Најголем е буџетот на општина Штип, 14,8, а најмал буџет има Карменци со 1,4 милиони евра. Договорот од пред 100 години во Букурешт се уште ја демне македонската иднина. Ова е ставот на историчарите и експертите изнесе на денешната трибина во Штип. Значи, денеска ние де факто се бориме за опстанок на македонците, се бориме да македонскиот идентитет опстои, бидејќи името на државата, она што е нели како главна тема, главен проблем наводен, е само покритие за вистинската цел, а тоа е раздебитување на македонскиот народ и блишење на македонците од светската мигрантна сцена. Ово особено изразено преку спорот за името. Моментот кога ние, не дај Боже, ќе прифатиме така наречена промена на референцата за некакво име за надворешна употреба, тоа ќе биде самоубиствен чекор, со кој де факто ќе се откажеме од македонштината и де факто монополот, брендот Македонија ќе биде грчки. Од тука, независност на Македонија по едно такво минато е редок историски момент кој мора да се сочува и заштити, сметаат експертите. Ретко кој народ успеал во такви неблагодарни историски околности да се избори за своето ослободување, да создаде својата држава, а народ што создал своја држава и има се разбеа никош нема да дозволи да се повторат овие настани од минатото. Иако 100 годишнината од подпишувањето на договорот значеше и надеж дека тоа значи шанса за негово ревидирање, историчарите се категорични дека назад нема. Од тука за нив е многу важно целата историја, но и последиците од овој договор да се доближат до граѓаните. Овој начин на директна комуникација со граѓаните во повеќе општини во Република Македонија е само еден повод да граѓаните на општина Штип подетално, поблиско се запознаат за тоа што е Букурешкиот договор, зошто е подпишан, кои се последици за Македонија, па на крај краишта и зошто всушност имаме проблем со името на Република Македонија. Инаку денешната трибина во Штип беше во организација на Сдруженијето на резервни офицери, а по повод денот на ослободувањето на Штип и годишнината од раѓањето на генерал Михајло Апостолски. Признанието 8 ноември годинава ќе го добијат четворица штипјани: Драги Миладинов, Златко Стојменов, Кирил Цацков и постхумно Душан Љубисављевиќ. Највисокото општинско признание Миладинов го заслужи со својот долгогодишен ангажман посветен на стопанскиот развој на градот. Задоволство на себе, на вработените со кои работев, така, колегите кои беа тимот, така. Единството е најважно за резултатите кои беа остварени во Залагањата за подигање на здравствената свест на населението и илјадниците задоволни пациенти, наградата му ја обезбедија на интернистот Стојменов. Да ја сваќам како награда пред се за сите, пред се за приватните доктори и сите оние приватни доктори кои овие години минеа низ турбуленциите и почетокот на приватното здравство, значи една награда за приватното здравство. Од друга страна, пак го сваќам како голема и обврска кон мене и кон моите колеги кои ќе се најдат тука, бидејќи тоа е обврска да го подобруваме уште подобро она што сме го правеле во минатото. Кирил Цацков, долгогодишен професор и некогашен декан на педагошкиот факултет во Штип, е награден за својот придонес во сферата на образованието и науката. Тоа е за мене еден голем успех што сум дал, што сум допринесел во мојата научна кариера. Тоа е труд на мојата ангажираност, се што можам да дадам, да допринесам за градот Штип. Постхумно награда од општината доби неодамна починатиот пеач Душан Љубисављевиќ Дуле, и тоа за се она што го направи за развојот и популаризацијата на македонската музика и Штип. Наградите на добитниците ќе им бидат врачени на свечена седница на Штипскиот совет.
Вчера ВМРО го надгласал СДСМ во Штипскиот совет. Советничката група на СДСМ денес се жалеше на прес. Повод за реакција било вчерашното барање за социјалдемократите од дневен ред да се симне 3-годишниот развоен план за комунални дејности за наредните 3 години. Причината поради која побаравме симнување од дневен ред на развојниот план за комунални дејности за периодот од 2013 до 2016 година е потребата од негова доработка и изработка на квалитетен план кој ќе биде патоказ за решавањето на најсуштествените проблеми во Штип. Советот функционира по правилата на статутот, а не по моменталните желби и херови на СДСМ, возвратија советниците од ВМРО ДПМН. Ако социјалдемократите имале забелешки, можност нив да ги кажат биле комисиите и самата седница, нешто што тие не го сториле. На самата седница немавме ниту еден предлог од Социјалдемократскиот сојуз. Значи немавме написмено ништо од нив предложено, туку само имавме материјална расправа во стилот на тоа што би било кога би било. Сметам дека Социјалдемократскиот сојуз и нивната советничка група во нивната безидејност и во немањето на предлози за решавање на тие проблеми се обидуваат да замајуваат јавноста со вакви небулозни и паушални обвинувања. Инаку, планот за развој на комуналните дејности пред да дојде на седница на Совет претходно беше презентиран на 2 комисии. Од 12 ноември стапуваат во сила новите права за ортопедски и други помагала, објавени во службен весник на Република Македонија. Измените кои Фондот за здравствено осигурување ги направи се поделени во 8 категории и предвидуваат кратење на роковите за добивање нова протеза и намалување на партиципацијата. На овој начин граѓаните би требало да заштедат околу 15 милиони денари. Мнозинството македонски граѓани се против одржување на предвремени парламентарни избори заедно со редовните председателски избори, покажуваат резултатите на анкетата спроведена од Центарот за истражување и анализа. Според резултатите, за истовремени парламентарни и председателски избори се изјасниле 29%, додека против биле 44,5%. Среќната трафика во Делчево деновиве го направи уште посреќно семејството на младата девојка, која во дополнителната игра Џокер освои над 3 милиони денари од лотарија на Македонија. Девојчето што доби, па игра стално, гледам ја по 30 денара, по 50, а сега моментално за 50 денара уплати. 30 денари комбинациите и 20 денари Џокер. На Џокер доби 3 милиона денари. Парите не са се уште подигнени, па кој ќе подигне најверојатно ќе части. Делчевци и нивните роднини велат дека наградата отишла во прави раце. Не е состојбата баш толку добра, финансиски и на право место дојде сега Џокер. Не, среќни сме и ние делчевци, чим у Делчево се падна Џокер. И на право место, по сиромас свет. Парите не ја носат среќата во животот, но со нив животот е полесен. Со оваа девиза и играчите на среќа трагаат по среќата. Па, со лотаријата почнав од ноември, до сега имам околу 700-800 илјади исплатено само на гребки и на четворка и петка, до 10 илјади исплаќаме во трафика. Да, редовно. Па, оваа година е една шеска и 2 петки. Играте ли? Играме. Да, и добивате по нешто? Па по нешто. Да. Дневно за гребки делчевци трошат по 6.000 денари, а за 5 дена вкупно на игрите на среќа на лотарија плаќаат по 50.000 денари. Јавниот инвентар повторно мета на несовесните. Овој пат се уништени кошевите во населба Железничка, поставени пред само 2 месеца. Ова за штипското јавно предпријатие Стипион значи и нов трошок и повеќе работа. Па видите, овие два поставени коша комплет чинат некаде околу 100.000 денари комплет со нивната обработка. Но еве ние мораме да ги репарираме повторно, да вложуваме околу 20 до 30%, значи мораме комплет да ги репарираме. За жал обрачите се веќе однесени.
Последното уништување на јавниот инвентар во Штип е само уште едно во низата од лоши примери за граѓанската несовесност и неодговорност. Квално во сите делови од градот се случува ваква иста појава. Ние веќе еднаш мораме да ставиме крај, мораме малку повеќе да ја развиеме нашата свест во соработка со сите институции, вклучувајќи ги и полицијата и сите надлежни во општината, како би можеле да ставиме крај на овие вакви работи. Статистиката на јавните предпријатија во Штип книжи загуба од околу 3500 евра месечно, исклучиво поради туѓата негрижа. На списокот на несовесните се сообраќајните знаци, металните капаци од атмосферската канализација и спортските реквизити, како и лулашките. Во прилог на ТВ Стар, емитуван во вестите вчера, од мојата изјава се стекнува впечаток дека како организатори на прекинот на работа во АД Баргала се мајсториците. Ваквата конотација на мојата изјава не ја прифаќам, бидејќи е извадена од контекст. На сите засегнати од вака презентираната изјава им се извинувам. Градоначалниците од Источниот плански регион денес потпишаа договор за соработка со Бугарско-македонската бизнис комора. Истиот нуди можности за реализација на заеднички проекти и за поголема бизнис соработка помеѓу Источниот регион и Благоевградскиот округ. Денес во Виница беше одржана четвртата сесија од форумите во заедницата, на која беа презентирани 6 главни проекти од образованието, спортот и инфраструктурата. Имавме презентација на 6 предлог проекти, значи од 6 работни групи, каде беа детално запознаени со целта на проектите, со активностите, со очекуваните резултати, по тоа аспектот на оправданоста и одржливоста на проектите, како и деталните буџети кои се однесуваат на самите предлог проекти. Општина Македонска Каменица за секое новородено дете ќе исплаќа паричен надомест. Првично беше донесена одлука семејствата кои ќе имаат новороденче да добијат по 3000 денари, но последниот став на општината е тие да добијат по 100 евра. Ова е со цел да се стимулира наталитетот во оваа општина. Инаку Каменица е прва општина која на овој начин го стимулира проширувањето на семејството, додека општина Виница за истата цел обезбедува бесплатна крштевка. Општина Штип денес почна со одбележување на денот на ослободувањето на градот со полагање цвеќе на споменикот на народниот херој Вита Папјорданова. 70 години по нејзината смрт се доволно да се оцени големината на борецот и револуционерот и комунист Викторија Папјорданова, да се оцени доприносот таа им го даде на партијата, на својот народ, за слобода на земјата, за слобода на Македонија. Поради зафати на водоводната мрежа на улицата Јане Сандански, утре во период од 7 до 20 часот, без вода ќе бидат жителите на дел од улиците Васил Дуганџиски, Личка, Борко Талев, Димо Хаџидимов, Јане Сандански, Цветан Димов и околните улици. Поради работните зафати, сообраќајот на улицата Јане Сандански ќе биде забранет. Поради планирани прекини во електродистрибутивниот систем, утре без електрична енергија од 8:30 до 15 часот ќе останат селата Новоселани, Соколарци, Лепопелци, Жиганци, Спанчево и Врбица. Во периодот од 9:30 до 15 часот без струја ќе бидат селото Двориште, Ратево и викенд на селбата Сувилаки. Од 10 до 15:30 без електронапојување ќе бидат Делчевските улици, Глигор Прличев и Питу Гули. Па брзите промени не ни се допаѓат. Невработувањето, неплаќањето на вработените по фирмите, неосигурени пациенти. Ако треба да се исправи, првенствено треба да има тука веќе, те тука. За да може слободно да има каде да се заклони човек и да врши нужда. Најдобриот македонски одбојкарски судија, штипјанецот Никола Мицевски, доби уште едно големо признание за квалитетно судење од страна на Светската судиска организација, откако е делегиран за прв судија на доста тежок надпревар во рамките од одбојкарската лига на шампионите. Тој денес правда ќе дели во Измир на мечот помеѓу турската екипа Аркас Измир и италијанската Диатак Трентино. Заедно со него, односно негов помошник, ќе биде арбитарот Елдар Алиев. Во Вселената има над 10 милиарди потенцијално населени планети, покажуваат податоците на НАСА, собрани со помош на моќниот телескоп Кеплер.
Истражувањата покажале дека во системот на секоја пета планета, слична на Сонцето, има планета со големина на Земјата, на која има услови за живот. Според нив во галаксијата има 10 милиарди потенцијално населени светови. Тоа значи дека на овие планети има услови за појава на вода, која е клучен елемент за постоењето на живот. Фактот дека една планета е со слична на земјината маса не ја прави нужно погодна за развој на живот, додаваат научниците. Некои планети, пример, може да имаат премногу густа атмосфера која ќе ги направи температурите на површината превисоки за живи организми. Православните христијани утре го празнуваат светиот маченик Анастасиј, а во католичкиот календар е назначен светиот маченик Арета.